Завршија работите на новата улица која води од село Кучково до манастирот Светилија во должина од 500 метри и широчина од 3,5 метри. Во кругот на манастирот ќе биде поставено ново осветлување и урбана опрема. Ова е првата вест во денешното издание на Урбаните вести. Гледајте не. Депонијата Дрисла до 2015 година ќе произведува топлинска и електрична енергија. Ново детско игралиште во Катланово. Прва летна школа за деца во зоолошката градина. 15 уметници од цел свет утре ќе направат изложба во Скопје. 4-ти меѓународен фолклорен фестивал Газибаба. Депонијата Дрисла во 2015 година ќе биде модернизирана и целосно санирана, по примерот на депонијата Белведере во регионот Тоскана во Италија. Со тоа Дрисла ќе биде првата депонија која ќе врши интегрирано управување со отпад на територија на Балканот, каде сите сегменти ќе бидат на едно исто место, што ќе заштедува ресурси, време и средства. Повеќе детали од прилогот на Ивана Митковска. Депонијата Дрисла за околу 3 години ќе биде целосно санирана и проширена, а непријатната миризба која се ширеше од оваа депонија ќе стане минато. А наместо расфрлан отпад, депонијата ќе изобилува со зеленило и со особено внимание ќе го следи зачувувањето на животната средина. До крајот на 2015 година депонијата Дрисла ќе изгледа вака, по примерот на депонијата Белведере во регионот Тоскана во Италија. Италијанската ФЦЛ Амбиенте, кои се одговорни за депонијата Белведере, во наредните години ќе вложат околу 80 милиони евра во модернизација на скопската депонија Дрисла. Италијанците со град Скопје подпишаа договор за заедничко вложување и концесија на депонијата во трајање од 35 години, кога ќе изградат низа објекти за преработка на отпадот, а од метанот, што ќе го издвојуваат од насобраниот смет, ќе произведуваат топлинска и електрична енергија. Според договорот, градот ќе има удел од 20% во проектот и толков дел ќе добива од профитот. Она што градот Скопје ќе го добие, па и Република Македонија можам да речеме, тоа што ние во договорот склучиме дека 20% од профитот кој што ќе се прави во ова предпријатие, да речам Дрисла, ќе биде приход на град Скопје. Втората погодност која што е многу значајна тоа што ние практично ќе го третираме отпадот од неговото собирање па се до депонирањето на еден современ европски начин. На депонијата Дрисла предвидено е да се изградат системи за црпење и согорување депониски газ и за производство на електрична и топлинска енергија, нови работни и административни згради, фабрика за прочистување отпадни води, постројка за селекција и третман на цврстиот отпад во која ќе се произведува алтернативно гориво. Најавена е и постројка за третман на градежен отпад, каде што тој ќе се ситни и ќе се дели на железо, бетон, тули и на друг материјал, како и компостира за третман на отпад од зеленило, шуми, дрва и слична биомаса, со што ќе се добива ѓубриво. Ќе се гради и постројка за третман на опасен и неопасен индустријски отпад. Постојката за индустријски и специјални отпади е веќе донесена во Скопје. Во следните неколку месеци ќе следи поставување и отпочнување со работа на истата. Скоро 1/3 од отпадот во Македонија биде трансформирана во енергија, доволно за да се даде калориска вредност или да се употреби за работа на една цела постројка или фабрика или конкретно еве цементарницата во Скопје може. И нашиот интерес е токму тоа да створиме Македонија, значи токму Дрисла да биде визит карта и она што е најдоброто што ќе се извезува за Балкан. Дрисла ќе биде првата депонија која ќе врши интегрирано управување со отпад на територија на Балканот, каде сите сегменти ќе бидат на едно исто место, што ќе се штедува ресурси, време и средства. Во подрачното основно училиште Кочорацин во населеното место Катланово денеска свечено беше пуштено во употреба новото мини детско игралиште, кој општина Петровец го опреми со најразновидни детски реквизити. Андријана Димитриевска. Во населеното место Катланово, градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски и дел од општинската администрација денеска свечено го пуштија во употреба мини детското игралиште кое се наоѓа во училишниот двор на подрачното основно училиште Кочорацин. Во детското игралиште има поставено разновидни детски реквизити кои се потребни за најмладите да се забавуваат.
Денес во населеното место Катланово свечано го пуштаме во потреба детскиот забавен парк. Децата од Катланово инсистираат да се направи детски забавен парк и еве тоа што го ветиме пред избори, за неполни 3 месеци веќе дојде до реализација на тоа ветување. Ние и во летниот период, нема како општина Петровец, нема да застанеме, продолжуваме да работиме. Веќе во Петровец е во завршна фаза игралиштето за баскет. Ова е 6-ти детски забавен парк во општина Петровец. Имаме на план да направиме уште детски забавен парк во Горно Коњери, во Средно Коњери, во Чифлик и со тоа ја исполнуваме програмата во смисло на изградени детски паркови на територија на општина Петровец. Освен децата, задоволни од овој потек на градоначалникот се и останатите жители и родители, бидејќи ќе има соодветно место каде што ќе се забавуваат нивните најмили. Јас како жител на село Катланово сум горда што градоначалникот и после изборите продолжи со својата работа. Излезе во пресред на нашите барања и нашите деца добија забавен парк. За нашите најмали, јас како мајка имам 2 дечиња, да го добиеме забавниот парк е во реализација од пред 2 дена. Нашите деца се сега постојано тука, забавата е очигледна. Огромна благодарност до градоначалникот, затоа што имаше претходно забава за повозрастните дечиња, ова се очекуваше, беше во изборниот програма, сега е реализирана и се надеваме дека понатака ќе се грижи за нашите дечиња и позитивно ќе се одрази на сите нас. Инаку градоначалникот Митевски денеска изјави дека е задоволен што им обезбедил на најмладите едно вакво катче во кое што ќе поминуваат поголем дел од своето време во игра. За ова мини детско игралиште општината потрошила околу 3000 евра. Во општина Карпош во тек е нов проект за изработка на подземен катастар на уличното осветлување. Тоа подразбира изработка на база на податоци што ја опфаќа целата мрежа на уличното осветлување во општината, односно бројот и поставеноста на канделабрите во однос на изводите за напојување во ормарите за регулација и подземната поставеност на електричните водови. Проектот го спроведува секторот за заштита на животната средина и природата, поточно одделението за енергетска ефикасност. Подземниот катастар на уличното осветлување е почнат на почетокот од јуни, а со оглед на обемноста на документацијата што треба да се подготви се очекува да биде завршен до почетокот на октомври. Овој проект опфаќа мерење на раздалечиноста на канделабрите, бележење на нивната поставеност, обележување на столбовите со единствен код број, мерење на должината на електричните кабли и така натаму. Со ова обележување на столбовите за улично осветлување со единствени кодни броеви, граѓаните ќе имаат можност кога ќе пријават дека некаде не работи уличното осветлување, веднаш и да го посочат бројот на столбот што престанал да работи, за да можат екипите веднаш да го лоцираат и да излезат на терен и да го решат проблемот. Граѓаните треба да имаат предвид и дека на територија на општина Карпош има улично осветлување што го обслужува град Скопје, а столбовите се разликуваат по тоа што општинските столбови имаат кодни црни ознаки, додека градот Скопје има ознаки само со број на столбот со црвена боја. Од денеска па во наредните неколку недели Скопската зоолошка градина ја организира првата летна школа со работилници со забавно-рекреативна и едукативна тематика за деца. На работилниците ќе се работи со дечиња од 6 до 10 годишна возраст. Скопската зоолошка градина во соработка со Центарот за креативен развој за прв пат оваа година организира летна школа за деца, која вклучува разни активности во кругот на зоолошка. Летната школа ќе трае во текот на целото лето, а активностите по групи ќе траат по 5 дена, од понеделник до петок од 9 до 11 часот, во кои ќе бидат вклучени работилници со забавно-рекреативна и едукативна тематика. Во првиот ден децата се запознаваат со животните од зоолошката градина. Вториот ден ќе имаат зоо-јога и креативно творење на тема одредено животно. Третиот ден е резервиран за представување на животните преку странски јазици, а последните 2 дена се за зоо-надпревар и доделување на наградите на победниците и сертификатите на учесниците. За прв пат летната школа во зоолошката градина се одржува оваа година и го темпиравме периодот да биде токму во лето, кога дечињата се на распуст и за да ги активираме и ангажираме малку повеќе да бидат ангажирани, по-продуктивно, не да бидат дома да седат пред телевизор или пред компјутер.
На работилниците ќе се работи со дечиња од 6 до 10 годишна возраст, а групите може да ги сочинуваат од 5 до 25 деца во зависност од интересот и пријавувањето. Цената на пакет билет за 5 работилници ќе изнесува 200 денари. Сите кои се заинтересирани за оваа летна школа може да се пријават на телефонскиот број 071 380 117. 15 уметници од цел свет, вклучително и од Македонија, утре во рамки на Скопско лето за прв пат ќе ги изложат своите дела, сликани специјално за изложбата Белини. Прилог на Елизабета Дамјановска. На средината од културната манифестација Скопско лето, љубениците во уметноста утре ќе можат да уживаат во изложбата Белини, означувајќи ги линиите кои создаваат цртежи во Берлин. Тригодишниот заплет утре ќе кулминира откако ќе бидат представени грижливо избраните автори, чии што дела се специјално креирани за изложбата Белини и утре за прв пат ќе ја видат светлоста на денот. Изложбата доби многу в карактер, доби многу содржина. Содржината е еден вид танц со форма, танц со фигура и танц со техника. Концепирана е во три правца, има дела на главно се сите дела на хартија, не поголеми од 70 на метар, не помали од 50 на 70. Сите автори поминаа низ Прима центар Берлин и сите има самостојни или групни изложби во Прима центар Берлин. Изложбата е концепирана во три правци, што подразбира дела насликани со молив, со туш и експериментален материјал. Целта на оваа изложба е да се представи мултикултурализмот на авторите кои творат во Берлин, а со тоа и да ја прикажат реалната состојба, квалитет и интернационална важност на актуелната берлинска ликовна сцена, во која се повеќе е присутен интересот за новата фигурација, класично реалистичките сликарски процеси со современи содржини или сликарски реализирани ликовни концепти. Кристина е застапена со 4 цртежи, поделени во 2 диптихона, кои всуштиност работно име има танц на конците, као марионети, танцот на конци. Моите дела, со кои што се представам на оваа изложба, ги работев специјално за оваа изложба. Многу сум благодарна на Јован Балов, кој што ме вклучи во овој проект и кој што беше за мене многу голем потик и многу голема чест да излагам со таков квалитет од автори. Ке се представам со 2 цртежа, тоа во техника на молив. Проектот кој утре ќе започне во Скопје, ќе патува и низ неколку останати македонски градови, а потоа следната година ќе се пресели во Ерменија, а во 2015 година во Бразил. Вечерва во спортската сала Методи Антонов Ченто ќе се спушти завесата на 4-тиот традиционален меѓународен фолклорен фестивал Газибаба 2013. Фолклорните друштва кои учествуваат на фестивалот од повеќе земји со околу 250 учесници, изминатите неколку дена одржаа неколку концерти низ градот Скопје. Томислав Атанасовски. Општина Газибаба и оваа 2013 година ја продолжува традицијата со организирање на 4-тиот меѓународен фолклорен фестивал Газибаба 2013. Фестивалот започна на 5 јули со целовечерен концерт на плоштадот Македонија, а истиот го прогласи за отворен градоначалникот Тони Трајковски. Фестивалот е во организација на Општина Газибаба и градот Скопје, Домот за култура Кочо Рацин, а е поддржан и од Министерството за култура на Република Македонија. На фестивалот учествуваат фолклорни друштва од повеќе земји, од Шпанија, Турција, Украина, Сицилија, Србија и домакинот Јонче Христовски, кој со своите изведби, музика, прекрасни носи од различни краеви на светот ја воодушевија многобројната публика која присуствуваше на фестивалот. Изминатиот викенд пак фестивалот проложи во општина Ѓорче Петров и во старата Скопска чаршија, а според програмата, затворањето на меѓународниот фолклорен фестивал ќе биде вечерва во спортската сала Методи Антонов Ченто во населбата Маџари. Претходно градоначалникот Тони Трајковски ги прими делегациите од фолклорните друштва кои настапуваат на 4-тиот поред традиционален меѓународен фолклорен фестивал Газибаба 2013. Британците по 77 години пауза добија нов шампион на тенискиот Гренслем Вимбалдон во името на Енди Мареј. Останатите спортски вести ги гледате веднаш по рекламите.